Ајде ние сега да си продолжиме со следните наши содржини или поточно разговор во студиото пред крајот од Добро утро секое утро. А јас како ви велам кога се одјавувам претходно некој ден од емисијата, се гледаме утре наутро. Таков е и насловот на новиот филм на режисерот Јани Бојаджи, продуцент Дејан Милошевски и наш гостин ова утро, па добре ни дојде во утринската програма. Добро ве најдовме. Како сме? Па добро сме. Како започнува утрото за Дејан? Па како започнува? Имаме некои ритуали вака пребудење? Па ритуали... Еве, со оглед на тоа дека е утринска програма, па да слушнеме нешто. Бидејќи доаѓаме во поодминати години, мислам, не сме поодминати, туку во сред, полека се движиме и гледаме да живееме малку спортски живот. Сега почнавме малку и да спортуваме. Убаво. Да одиме на базен, пливање и такви работи. Убаво, рекреација. Да. Добро, Дејан, продуцент, од кога во филмските води? Ајде нешто малку и повеќе за тебе да те запознаат гледачите, зошто да не? Јас и мојата продукција сме од 2008 година. Така. До сега имаме реализирано над 70 документарни филмови. Одлично. Ова е веќе 6-ти долгометражен филм, 2 серии, мислам сега серијата исто ќе испадне од утре наутро, 5 епизоди по 50 минути. Значи продолжуваме така? Да, продолжуваме, да. Добро. Зошто се одлучивме во животот да бидеме, еве вака да кажам, или прашање да поставам, во светот на филмот? Тоа е. Тоа, кој ќе си го вратам времето, тоа не можам ни самиот да си го одговорам. По некои случајности започнавме да работиме по телевизии приватни, уште на самиот почеток. Така. И самиот факт дека мора да влеземе во документарен филм и така навлеговме прв документарен филм, па краток филм, па долгометражен филм и веќе потоа си го пронајде местото и си кажа и се до 2016 до крајот и влеговме во црна листа. Ние со претходната власт ние бевме означени убав дел на режисери и продуценти на црна листа и мислам дека имам аплицирано до сега над 16 пати. И ништо? И ни еден не помина. И зошто? Причината ви ја кажуваат ли? Ви ја кажуваат? Па не ја кажуваат. Едноставно ви одбиваат. Едноставно еден вид конкуренција си во која треба да бидеш елиминиран. И оваа професија важи, уште кај нас важи, за децата на црвената буржуазија. Мислам, тоа сакале или не сакале да го признаеме, тоа е фактот. За жал. Мора да констатираме тоа, да го кажеме, за жал. Затоа што вие нешта кои што се случувале во изминатите години, како што кажуваме, еве сте биле одбивани, меѓутоа се работи за квалитет, нели? И се надевам дека тоа барем во иднина нема да се случува, меѓутоа ние сега ќе се задржиме за утре наутро. Кој беше проблемот околу утре наутро и финансирањето за да се финансира еден ваков убав филмски проект? Значи, ние започнавме првиот момент беше да изработиме 5 епизоди. Добре. Кога заврши материјалот, го видовме дека имаме филм и дојде до филм. Мислам, дојде. Долгометражен, да кажеме така. И фантастични реакции добиваме за самиот филм. Да, тоа е факт, веќе публиката задоволна и со дел позитивни коментари. Дел од серијата ќе ја видите што прилично личи на филмот, но има доста работи кои не се во самиот филм. И тоа ги очекуваме, значи да ги погледнеме повторно. Да. Ајде, значи на оние прво ќе разговараме за негативните работи кои што се случија, па потоа ќе завршиме со најбавото и најпозитивното, што се однесува нели за утре наутро. Што е она што вас ви беше пречка за да се снима овој филм, а она што вие го баравте? Значи, ние во првиот момент дојдовме до фаза да го искористиме моментот во секоја држава има поврат на средства. Така. Cash rebate. Аплициравме во агенцијата, беше директор Владимир Атанасов, може му го сгрешив презимето, Владимир, аплициравме и самиот факт се обидоа многу пати да го одбијат, но толку беше чисто што моравме да добиеме средства. Писмо дека ние можеме да добиеме
повратна средства, бидејќи се добива прв дојден, прв услужен. Ние први доаѓаме и први услужено. И еден факт сакам да напоменам дека Србија годишно снимаат странски на овој начин како повратна средства од 5 до 10 милиони евра годишно. Имаат буџет така за овие филмови, да. Мислам, знаете, самиот продуцент кога доаѓа од друга држава вложува 5 милиони за да му се вратат 20%. Така. Во Македонија ова е втор пат и за жал не знаеме што се случи. Тоа не ни е јасно. Бидејќи цело време комуникацијата ни беше коректна со агенцијата. Да кажеме, ние работиме нормална, како партнер. Така. Тие се партнери, ги известуваме, ќе работиме тоа. Сега во моментот е си пауза. одите по една стандардна процедура. По стандардна процедура. Да. И во еден момент добиваме писмо во кое нас ни е прекината. Добивате една шок терапија. Шок терапија, не се ни надевавме на тој момент. Во писмото пишува дека ние сме ги пробиле роковите. Ние никогаш не добивме рок да ни кажат, или писмено, било како, имате рок до тогаш и тогаш да го завршите. Да дадете финансиски извештај и слично. Бидејќи последните писма што беа испратени до агенцијата беше со фактот дека ние ги известуваме, најверојатно ќе снимаме и 6-та и 7-ма епизода. И за тоа правиме малку пауза да измонтираме дел за да видиме. Едниот факт дека сме го пробиле рокот, вториот факт дека ние немаме наменска сметка. И од тука гледаме дека директорот или не си ги прашал вработените, како е процедурата? Или поранешните директори, па на крај требало и нас да ни се јави. Така е. Дали вие имате наменска сметка? Ние не работиме прв пат, за да не го знаеме. Што значи дека има многу големи пропусти во ова сега што го дознаваме и слушаме, да, и еве од нивна се извинам на Александар, бараше да му се извинам, бидејќи беше спомнат на вестите, каде што ја го дадов интервјуто, го повторувам истото дека цело време комунициравме со правната служба на агенцијата, во која ние им доставивме наменска сметка, тој мейл постои. Така. Повелете, еве ја наменската, ние, како доказ дека ние ги запазивме сите стандарди и наменската сметка отворена, во неа вложуваме и тука се вложени над 100.000 евра, што го задоволува стандардот дека не треба да биде финансиран под 100.000 евра, за да имаш законски поврат на средства. На финансиите, да. Така. Значи, ова е проблемот со кој што вие не идовте и како го решивме на крај или како заврши сето тоа? Ќе видиме како ќе заврши. Како ќе заврши, што значи дека се уште се отворени прашања. Да, они велат кои што треба да се одговорат. Се пробил рокот на жалбата. А вие рок не сте имале, не ви било доставен воопшто. Еден тоа, вториот рок на второстепената, рокот на жалбата сме го пробиле. Фактот дека ние мейлот кога го добивме, нашата фирма ја промени адресата на седиштето на адресата и промената на самото писмо не стигнало до моментот до продукцијата. И тоа е задолжена агенцијата да прати мейл во кој ќе ни извести. Ние го добиваме мейлот и не посем 6 до 7 дена ја пуштаме жалбата. Така. Што ќе се случи понатаму ќе видиме, но еден лош знак е за нашава држава. Замислете да дојде странски продуцент и ова да му го направат. Да вложи 2, 3, 5 милиони евра и некој да каже, извини, го пробивте рокот, а рок нема, не пишува, никаде не пишува. Да. Ете, тоа е она со кој што се соочуваме не само во филмскава индустрија, меѓутоа општо и во државата изминатите години, луѓе кои што се соочуваат со разни проблеми по институциите, за кои што и самите се жалат, меѓутоа затоа и снимаме филмови за да и ќе снимаме филм, еден ден ќе го снимаме и за да ја разбудиме вака малку, да ги продрмаме луѓето свеста и сето она што не обкружува, што ни се случува, ево утре
наутро. Во режија на Јани Бојаджи, продукција ваша. Ајде нешто сега. Продукција се Синемон како продуцент. Медиа Фактори, Револушн продукција и Алфа телевизија. Да ги споменеме, се разбира, меѓутоа сега не идовме на многу позитивни, да кажам, реакции од публиката која што го погледна токму овој филм Утре наутро. Па ајде нешто малку повеќе и за вашите импресии, и режисерот што вели, штета што не е сега ова утро тука. Па режисерот само добива позитивни критики коментари, во кои критичарите за прв пат од нашава страна добиваме позитивни критики. Зошто е така? Так, еве јас ке кажам, значи публиката што е она што најмногу го истакна, содржината, значи како се гледа филмот, како крајот доаѓа до една експанзија, да кажам, каде што се воодушевуваат од тоа како завршува и на каков начин. Целата таа приказна, ние нема сега да ја откриваме затоа што ќе има проекција низ цела Македонија на Утре наутро и секој кој што има желба, се надевам дека многумина ќе имат можност да го погледнат токму овој филм и многу се воодушевени од актерите. И од помладата популација имаат толку многу позитивни критики, пофалби, да е тоа нешто неверојатно. Еве ќе ги поздравиме во овој момент. Сите актери од Утре наутро. Актерите беа фантастични. Сите тоа го кажуваат. Но и целата заслуга е до Јани Бојаджи, бидејќи многу време посвети на припреми, актерски проби и они беа спремни буквално за... Так. Колку време се снимаше? Вака, серијата, мислам дека помина над 76 дена. Ке погледнеме малку инсерти. Севкупно, бидејќи целата серија се снимаше 5 епизоди. Така. И од делот направивме филм. Целото снимање во Скопје и околината. Значи тука кај нас. Да. Еве во моментов гледаме како сето тоа се одвиваше, промоцијата, поточно нели првото прикажување на Утре наутро со многу гости и како што кажавме со многу позитивни критики од нивна страна. Сега каде, на кои места низ Македонија ќе имаат можност да нашите сакам да напоменам гледачи да ги информираме да се погледне дента филмот. На премиерата, можеби за прв пат тоа треба да се распрашаме и во Синеплекс. Добро. Беа отворени во моментот една сала, па ја наполнивме, се продадоа уште 3 сали. Браво. Што за нас се изненадивте? Па се изненадивме. Очекувавме самата тема, самиот филм, бидејќи побуди интерес, очекувавме да има добра дистрибуција. И сега во моментов има проекции во Синеплекс, ќе продолжи уште една недела, понатаму ќе видиме интересот каков е и што. Самиот дистрибутер проценува понатаму дали е потребно уште во Скопје или една пауза, па повторно понатаму, посем 3 месеци, 5 месеци. Но ние ќе продолжиме во Струмица, Битола, Гевгелија, одеше над 7-8 града, Велес, Штип, низ Македонија, значи сите ќе имаат можност да го погледнат Утре наутро. Еве и насловот, тоа е нова политичко-социјална драма, да потенцираме нели како малку содржината што е на Јани Бојаджи, која долго велиме ќе се памети и тоа е така затоа што веќе сите оние кои што го погледнаа Утре наутро велат дека тоа така и ќе биде, да. Има доста филмови во Македонија достигнуваат некој успех, еве фестивалски успех ово, но посетеноста во државата и гледаноста им е... Кажува, да, го кажува премиера, 15 луѓе до 20 проекции, тука, мислам, не проекции, 15 до 20 луѓе и тука завршува. Имаме ли некој план, еве, за Утре наутро за надвор од Македонија? Да, нешто малку веќе имаме фестивал, во Нью Џерси, еден од најстарите фестивали. Браво. Тој фестивал е реномиран во тој дел и еден од самите, мислам, професори за доделување на Оскар. Одлична. Мислам, ние не сме за, мислам,
во делот на Оскар, филм за Оскар. Да, меѓутоа сме во кругот каде што тие таму си работаат и си имаат доперни точки. Да, со доделувањето што одлучува за Оскар. За кога кажавме одиме во Соединетите Американски држави? Тоа е крајот на јануари. Крајот на јануари, што значи дека сега скоро ќе биде. Да. И еве, имаме дел од инсертите, да кажам, од филмот, каде што гледачите, барем оние кои што се уште не го погледнале, можат веќе да создадат своја визија за што конкретно се работи, кога веќе и кажуваме дека е нова политичка социјална драма, она што ни се случувало, она што сите ние сме го доживеале на нашата кожа, вака да кажам. Да. Еве го и нашиот колега како дел од овој филм. Меѓутоа, да, ќе оставиме да го погледнат сите, како што кажавме, ги има проекција низ цела Македонија во градовите и драго ми е што сте успешни и ете и Јани Бујаджи како режисер во последно време кој дојде неговото време, да кажем, да се истакне, вие исто како продуцент кажавме. Па ние не застануваме, ако таа црна листа можеби уште работи, но ние нема да застанеме. Но добро и тоа што имаме вакви талентирани млади актери. Тоа многу ме радува, искрена да бидам, дури рамо до рамо можам да кажам да бидат и со холивудските звезди. Па да, тука нема разлика ако добро се работи со самите актери, тој актер ја сака својата улога, тука веќе има успех. И најбитно е во еден проект кастингот. Доколку се промаши кастингот, филмот ќе го промашиш. Дејан, благодарам што беше дел од утринската програма. И вака да повикаме. Аха, секако. Проекции во Синеплекс секој ден. Од денес продолжува исто со 3 проекции, од четврток идеме само со една проекција и затоа ги замолуваме сите кои сакаат да го гледаат филмот на веб страната на Синеплекс, да си чекираат, да... Така. Благодарам уште еднаш, посакувам уште многу успеси и сите оние кои што се заинтересирани, ја знам дека ќе бидат многумина, имаат можности да си го погледнат утре наутро.